За жал немам информации дека 16 годишната Елиф и по 2 дена потрага е најдена. Армијата, полицијата, локалното население, роднините и пријателите се уште интензивно трагаат по детето кое исчезна пред 4 дена за време на катастрофалната бура која што го фати овој крај. Најголем дел од возилата кои беа изфрлени од нивата по невремето се извлечени. Едно од нив е голфот од кој што исчезна малечката Елиф, меѓутоа и незиниот татко Фуркан, кој за жал го загуби животот во невремето. Не знам камерата дали може да покаже дека има уште неколку возила кои што остануваат превртени, меѓутоа како што кажав, најголем дел од нив со помош на влечна служба се отстранети од околните ниви, а едно од возилата кој е отстрането е голфот во кој што за жал животот го изгуби таткото на Елиф, Фуркан. Меѓутоа, по малата Елиф се уште засилено се трага. Ние остануваме тука на терен, ќе следиме како ќе се развива ситуацијата со надеж дека ќе биде пронајдено девојчето. Меѓутоа, она што е карактеристично денеска за овој дел е дека спроструја информации неофицијални помеѓу мештаните, а тоа е дека бројот на исчезнати и претпоставувам на загинати лица е далеку поголем. Иван, ќе повторам, ова не се официјални, ова се чаршиски муабети кои што кружат тука меѓу жителите кои ни викаат камо од среќа условно кажано да беа само 22 жртви за сега потврдени. Они претпоставуваат и имаат информации неофицијално дека бројот можеби ќе биде и поголем. Она што е завидливо денеска на терен е дека за разлика од претходните денови има комплетна мобилизација. Колонии од камиони влегуваат во Стајковци, во Чента, во најпогодените места. Како што може вака прв печаток е дека не само армијата на Република Македонија, Македонија ПАТ и комуналната хигиена, противпожарната бригада, меѓутоа печаток е дека е мобилизирана буквално целата механизација што моментално е на располагање. Може да види да покаже камерата колку само камиони во минута по десетина може излегуваат тука пред влезот на Стајковци, го изнесуваат целиот тој шут што се собира. Вчера беа донесени над 1000 пумпи, меѓутоа не само пумпи за вода, туку и специјални пумпи кои што испумпуваат калта од куќите и од подрумите. Целиот тој стар мебел и уништен исто така се товари во овие камиони и се носи на депонија. Впечаток уште еднаш ќе повторам дека има комплетна мобилизација буквално на целата држава со цел час поскоро да се надминат овие несакани последици кои што ги предизвика времето. Инаку денеска еден сончев топол ден, земјата е презаситена со вода, влага на секаде, што прави условите за работа дополнително отежнати. Ние сме околу 20 на минути тука на терен и веќе е неподносливо да се стои на ова сонце. Можам само да замислам како им е на мештаните и на оние сите работници кои работат тука, кои веќе четврти ден, 4 непреспиени ноќи, меѓутоа не се откажуваат, сакат што побрзо да ги санираат последиците и да најдат евентуално уште некое загинато или преживеано лице од невремето. Значи да повторам со тоа што го започнав ова јавување дека по 16 годишната Елиф се уште се трага, немаат информации каде може да биде, се претпоставува бидејќи се работи за мало девојче. За жал можеби тоа е буквално затрупано од овој големо количество на кал кое што се движело со бранот вода кон Стајковци. Инаку вчера беше пронајдено и телото на 12 годишниот Иван, со него вкупната официјална бројка на загинати се искачи од 21 на 22, меѓутоа ќе повторам дека меѓу жителите тука, посебно на Стајковци, кружат неофицијални муабети, чаршиски муабети, дека бројот на загинати можеби е и поголем. Такво сомневање е основано имајќи во предвид дека и последниве две исчезнати лица, Иван нели кажав го најдов вчера, меѓутоа тие не беа пријавени со тоа 21 лице. Значи родителите и роднините не секогаш навреме ги пријавуваат исчезнатите или евентуално загинатите лица, така што може и да се очекува дека овој број на исчезнати загинати лица за жал не е конечен и тој може дополнително да се зголеми.